Струшката дива депонија стигна во Европскиот суд за човекови права. Граѓанските активисти правдата ја бараат во Страсбур, откако цели 4 години судовите се прогласуваа за ненадлежни и го шетаа предметот за на крај да ја отфрлат тужбата против Министерството за животна средина, општина Струга и јавното претпријатие Комунално, поради непревземање мерки за справување со депонијата која ги труе 18 години. Македонските судови не само што не покажаа доволен капацитет да одлучуваат по вака битни прашања за заштита на јавниот интерес на граѓаните, туку не соодветно и неаргументирано ја отфрлија тужбата. Не може никој да не е надлежен за нелегална депонија и енормно загадување на животната средина, велат младите правници. Одлуката на домашните судови да се огласат за ненадлежни по однос на решавање на ова прашање представува една разочарувачка одлука. Ние доставивме обемна пракса од страна на Европскиот суд за човекови права во кој што еклатантно е наведено дека решавањето на спорни прашања од областа на заштита на животна средина, како што е тоа во конкретниот случај и тоа како спаѓа во судска надлежност на домашните судови. Апликацијата до Европскиот суд за човекови права е поднесена од страна на едно физичко лице кое живее во непосредна близина на депонијата и е постојано изложено на загадување, како и Македонското здружение на млади правници. Тие имаат иницирано и други судски случаи поради системско неспроведување на македонските закони од областа на животната средина. Идејата на здружението е секогаш кога било која домашна постапка пред националните судови нема да успее, да се оди токму пред Европскиот суд за човековите права, поради тоа што сметаме дека само на тој начин може да се операционализираат и во државата сите оние стандарди кои самиот Европски суд за човекови права веќе во повеќе пресуди, тоест ги воспоставил во оваа област. Во тужбата, меѓу другото, е наведено дека депонијата е лоцирана во близина на Охридското езеро, кое е светско природно наследство и секојдневно загадува воздух, почва и подземни води со над 40.000 тони отпад годишно. Доколку Страсбур ја прифати тужбата, Европскиот суд за човекови права може да побара повторување на постапката пред домашните судови, кои овој пат не ќе може да се излекуваат прогласувајќи се за ненадлежни.